Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести. Површинските води во Полушкиот регион во најголем дел се оценети како втора категорија според квалитетот. Најблиску до прва категорија е Беловишката река. Со најавените пречистителни станици од Центарот за јавно здравје очекуваат квалитетот на водата да се зголеми. Речиси сите реки во Полошкиот регион се оценети како втора категорија, освен реката Вардар кај Тетовско и Егуновце, која е од трета категорија заради големата загаденост. Ова се последните резултати од Центарот за јавно здравје Тетово во однос на квалитетот на површинските води. Ние знаете дека немаме некоја во Полошкиот регион развиена индустрија, најголеми загадувачи се отпадните води и како што слушаме, во план е градење на неколку пречистителни станици, така да се надеваме дека многу брзо ќе имаме и од прва категорија на споменатите реки. Давидовски вели дека Беловишката река во горното течение е блиску до прва категорија. Исто така потенцира дека сите реки во нашиот регион се богати со кислород, што е добар предуслов за добра категоризација на површинските води. Вообичаено е општината еднаш годишно да го чисти коритото на реката Пена. Нашата камера регистрираше механизација која се користи за таа намена. Најавена изградба на 4 пречистителни станици во регионов, една од нив е во Фалише, која е донација од норвешката влада, а се планира да се заврши до 2022 година. Добродојдовте во Тетово. Градот во кој на никому не му е гајле за ништо. Е главната порака која што беше пренесена денеска преку поставување на табли низ целиот град од страна на Сдруженијето Арт Тетово. Смет расфрло на сите страни, дупки по патишта, сообраќајен хаос каде што секој се паркира каде што сака и недостаток на јавниот превоз се дел од бројните проблеми со кои секојдневно се среќаваат тетовчаните. Мотивирано од овие проблеми со желба да повикаат на колективна одговорност за состојбата во која што се наоѓа градот, група активисти поставија табли со следните пораки: не ми е гајле каде се паркирам, не ми е гајле каде фрлам смет, не ми е гајле што нема јавен превоз, не ми е гајле што има дупки. Кој е одговорен за овој хаос? Граѓаните од локалната самоуправа, но на крајот не е доволно само да поставуваме прашања, туку да действуваме во насока на решавање на проблемите, истакнуваат од Сдруженијето Арт Тетово. 40-годишниот жител од Тетово, кој минатиот месец физички го нападна раководителот на секторот за водовод и канализација при ЈКП Тетово, ќе се соочи со соодветен поднесок. Напаѓачот најверојатно ќе одговара кривично, затоа што се работи за напад на службено лице на неговото работно место. Од полицијата информираат дека 40-годишникот е повикан во СВР Тетово и се работи на целосно расветлување на случајот. Самедин Абедини, раководител на секторот за водовод и канализација при ЈКП Тетово, минатиот месец беше навредуван и физички нападна на неговото работно место, оти одби да ги приклучи овие градби на водоводниот систем. Тој побара од напаѓачот најпрвен да се обрати до секторот за комунални дејности при општина Тетово, кои според Абедини се надлежни за добивање на дозвола за приклучок, но изградба на потребната водоводна инфраструктура. Абедини по нападот истакна дека голем број објекти од овој дел на Тетово, како и лицето кое го нападнало, ги немаат потребните документи за добивање на комунални услуги, односно се дивоградби. Само барање кој е архивирано ЈКП Тетово, со барање има прилог само парцела. Апсолутно недоволно за да почне процедура за давање приклучок. Значи, треба да има градежна дозвола, треба да има проекти за изградба и останатите документи. Значи, со овие два документа не може ни да се почне постапка за давање вода за пиење. Истакна Сабедин Абедини, раководител на секторот за водовод и канализација при ЈКП Тетово. Од јавното комунално претпријатие Тетово велат дека дозволите за приклучок во водоводната мрежа ги издава секторот за комунални дејности, но за таа локација за каде лицето од Абедини бараше приклучок не ми е изградено потребна водоводна инфраструктура, зашто е надлежна општината. Во основа јавното комунално претпријатие, односно водовод и канализација, секторот водовод и канализација при јавното комунално претпријатие има за обврска одржување на водоснабдителниот систем.
Правење на нови захвати, односно на инфраструктурна градба и пуштање на нови линии и цевководи во делот на водоснабдителниот систем, тоа е врска на секторот кој што е назначен во општината за таа работа. И дозволи. Да, и дозволи таму, да. Дозволите се се земаат, се викаат тие дозволи при барање на заградба на објект. Во слоп на таа дозвола, односно на дозволата за градба е вклучено и делот на добивање на правото на, да речеме, ако има услови во постоечкиот водоснабдителен систем, да може да се приклучи и објектот, односно барателот кој што бара, да речеме, и вода за тој објект. Истакна Љулзим Шакири од ЈКП Тетово. Во Тетово има голем број на диви приклучоци во водоводниот систем, што е една од главните причини за големите губитоци на водата за пиење. На локалниот пат Раковец-Боговиње, патничко возило Пежо со тетовски регистарски таблици, управувано од 39-годишна жена од Пирок, излетало од коловоз и удрило во зид од куќа. Во несреќата двајца со патници од Боговиње, како и 8-годишно женско дете од Пирок, здобиле тешки телесни повреди, а возачот завршил со телесни повреди. 4 лица се пренесени во Тетовската клиничка болница за укажување на лекарска помош. Над 500 дечиња во Гостивар и селата од социјално ранливи семејства ќе се израдуваат на нови ранци со комплет училишен прибор, кој се донација собрана преку акцијата Со срце дарувај, ученик израдувај. Во хуманитарната акција, која што по повод новата учебна година ја спроведе општина Гостивар, беа обезбедени над 500 ранци со комплет училишен прибор. Донациите се веќе собрани и деновиве се распределуваат низ училиштата во Гостивар и во селата, каде што управите ќе ги поделат на учениците од социјално ранливи семејства. Денеска веќе ги собиравме од сите книжари и од ЕТЦ и Монтенегро. Фактички се над 500 ташни се полнети со прибор за ученици. 100 ташни ги поделивме во неколку села, денеска ќе се делат и во гостиварските училишта и во другите села. 100 ташни ни донесе Алпина, менувачницата, тие се без прибор, 50 ташни бени бетон со све прибор и тие ги поделивме и ние сме задоволни од оваа акција, планираме и наредната година да продолжиме. Акцијата се спроведуваше од 26 август до 5 септември под мотото Со срце дарувај, ученик израдувај. Алијансата за албанците на пресконференција реагираше на најавената лидерска средба меѓу Мицкоски и Заев, како на етничка средба без присуство на представници на политичките партии на албанците. На лидерската средба треба да има представници на политички партии на албанците, затоа што на неа ќе се разговара за судбината на СЈО, кое било донесено со политички, но и етнички консензус. Истакна Флякрон Беџети, портпарол на Алијансата за албанците. Во принцип, како политички субјект сме за политички диалог, компромис и консензус за одредени прашања од политички и државен интерес. Но категорично се спротивставуваме на идејата за затворена средба меѓу премиерот Заев и лидерот на ВМРО Тепоменеј Сиријан Мицковти со исклучување на албанските политички сили и нивното раководство. До сега имало две групи кои работеа на законот за јавното обвинителство, а кои беа ексклузивно со членови на владата и на ВМРО Тепоменеј, без да бидат вклучени други албански политички партии. Јавно прашуваме, кој им дава право на премиерот Заев и лидерот на ВМРО Тепоменеј Христијан Мицковски да ги исклучат или да не ги поканат лидерите од албанскиот политички блок. Тој потенцира дека на лидерската средба треба да има представници на албанците, токму поради фактот дека на неа ќе се разговара и за други актуелни теми кои ги тангираат албанците. Бидејќи не се исклучува можноста на таа средба да се дискутираат и за други актуелни теми, претпоставуваме темата на пописот на населението, што можат да помислат граѓаните албанци ако само Заев и Мицковски зборуваат или се договарат за пописот? Зошто се става простор и можност некој да греши или да не греши во својата констатација
и предрасуди. Потенцираше беџети. Лидерската средба меѓу Заев и Мицковски е закажана за вечерва. Врховниот судија Фаик Арслани е избран за председател на Врховниот суд, откако претходно судскиот совет на денешната седница го разреши Јово Вангеловски од функцијата председател поради нестручно и несовесно вршење на функцијата. Арслани е роден во 1959 година во селото Добри Дол, Гостиварско. Студиите ги завршил на Правниот факултет во Нови Сад во рамки на Југославија. Во неговата биографија стои дека бил вработен во Општинското јавно обвинителство Гостивар, пошто работел и како председател на Општинскиот суд за прекршоци Гостивар. Од 1996 година до 2001 година бил судија при Основниот суд Гостивар. Во следните 2 години е назначен за министер за локална самоуправа при владата, а потоа до 2008 година работи како адвокат со седиште во Гостивар. Од 2008 година Арслани е член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија, избран со одлука на Собранието. Од септември 2 години подоцна работи како судија на Врховниот суд на Република Македонија. Во Гостивар вчера вечер се одржа музички настан посветен на хитовите кои ги одбележаат 40-тите, 50-тите и 60-тите години на минатиот век. Во програмата беше вметнат и литературен перформанс. Под наслов Vintage Night вчера вечер во Центарот за култура Аснон во Гостивар се одржа музички настан во духот на ретро мелодиите од 40-тите, 50-тите и 60-тите години на минатиот век. Публиката имаше можност да чуе познати евергрини од француската пејачка икона Едит Пиаф, американската звезда Дорис Дей, легендарниот Френк Синатра и други, во интерпретација на 19-годишната Емилија Даниловска. Младата гостиварка воедно беше и иницијатор и организатор на настанот. Програмата на оваа вечер е всушност ретро музика или музика која што ги одбележала 50-тите, 60-тите, 40-тите години на минатиот век. Идејата дојде со самото тоа што од секогаш сум била приврзана со музиката, сум ја пеела редовно и всушност француските шансони секогаш биле моја силна страна, па така ја искористив оваа прилика да при годишните конкурси кои што ги финансираше Министерството за култура на Република Северна Македонија, аплицирам, го добиам проектот и оваа вечер се представам во најдобро светло. Сметам дека всушност таа ретро музика, тој стилно облекување, сето тоа кое што го одбележувало тој временски период е всушност многу важно за уметноста, а јас бидејќи уметноста е мој приоритет, поради тоа најдов оваа идеја токму во овој период. Во програмата беше вметнат и литературен перформанс во кој дел учествуваа Афродита Џафери, Емилија Србиновска, Симеона Стефановска и Емел Джеладини. Освен Емилија Даниловска, со по една музичка изведба на настанот се представија и гостиварките Радмила Лековска и Нина Билбиловска. Во обид да го ограничат ширењето на африканската свинска чума, бугарските власти наредија да бидат погубени голем број свињи. Епидемијата била забележана во последните 2 месеца. Со неа биле зафатени свињите во 7 големи индустријски фарми и десетици капацитети за производство на месо, но и по дворовите на индивидуалните одгледувачи на свињи. Властите велат дека токму свињите што се чуваат во дворовите на индивидуалните земјоделци придонесуваат за брзо ширење на епидемијата. Таквата оценка не ја делат и саланите. Вања Димитрова, собственичка на фарма за свињи, вели. Понеже в нашата област няма
огништена чума. И не сум согласна с тие превентивни мерки 20 километрови зони кои се објавиха за запазвање на големите свинекомплекси. Така го објавиха при нас. За мен това са неадекватни мерки. Нямаме чума и не виждам причина да се заколе моите здрави животни. Не виждам. Та исто така изрази сомневање дека колењето на свињете во вакви прилики е стандардизирано од Европската Унија. Не знам в Европа така ли се практикува. Аз не вярвам така да се практикува. Да се борят така с тая болест. Значи, колим масово всичко. Трябваше по друг начин. Одгледувачите на свиње особено се лутат на наредбата за убивање на свињите околу местата каде што воопшто немало појава на инфицирани животни. Од друга страна, Николај Валканов, земјоделски аналитичар, смета дека без убивање на свињете е невозможно справување со оваа болест, која, како што додава, тешко се искоренува. It won't be possible to stop the disease. I expect it to be around for many years. Изворот на вирусот на оваа опасна болест која ги погодува домашните и дивите свињи се заразените, болните или угинатите животни, заразената храна и отпадоци од храна, опрема, возило, облека и меќиот крлеж како биолошки преносител на болест. Африканската свинска чума, освен во Бугарија, е потврдена и во Романија и во Србија. Ја има и во уште 20 на други земји, а се шири и зема се поголеми размери. Парламентот на Велика Британија е суспендиран рано утрово за 5 недели, до 14 октомври, само 2 недели пред закажаниот датум за Брекзит на 31 октомври. Пратениците го отфрлија предлогот за одржување предвремени избори за кој се залагаше премиерот Борис Џонсон. Опозицијата го обвинува премиерот дека се обидува да ги спречи парламентарците да го разгледаат неговиот план за Брекзит. Предлог законот со кој британскиот премиер Борис Џонсон е принуден да побара одложување на Брекзитот, закажан за 31 октомври, доколку нема договор со Европската Унија, стана закон со одобрување на британската кралица Елизабета II. Со законот усвоен ноќеска, парламентарците сакаат да го спречат премиерот да ја исклучи Велика Британија од Европската Унија без договор со Унијата. Џонсон рече дека нема да бара одложување. Тој исто така не го прифаќа договорот подпишан со Европска Унија од неговата претходничка Тереза Меј заради спорниот дел во врска со границата со Ирска. 3 лица загинаа, а едно е тешко повредено во семејна куќа во Дордрехт, недалеку од Ротердам. Холандски телеграф објави дека полицаец со огнено оружје убил членови на своето семејство, а потоа се застрелал и себе си. Полицаецот во понеделникот навечер ги застрелал своите 2 малолетни деца, а потоа си пресудил. Полицијата засега не е во можност да потврди што точно се случило. Градоначалникот на Дордрехт одговори преку Твитер, велејќи дека сочувствува со сите вклучени во инцидентот и најави дека во текот на вечерта ќе го посети местото на пукањето. Најмалку 17 лица се повредени откако 2 слона подивеле на традиционална годишна прослава во Шри-Ланка и почнале да трчаат низ на собраните луѓе, пренесува BBC. Слоновите биле дел од будистичка поворка која во саботата минувала низ градот Коте, кога одеднаш се вознемириле и почнале да Слоновите биле дел од будистичка поворка која во саботата минувала низ градот Коте, кога одеднаш се вознемириле и почнале диво да трчаат низ толпата. Се уште не е утврдено што точно ги исплашило животните и зошто тие одеднаш почнале така да се однесуваат. Поширокото подрачје на главниот јапонски град е погодено од тајфунот Факсаик, најсилен во последните неколку години. Најмалку едно лице загина во силниот тајфун со рекордно силни ветришта и дождови, поради што имаше прекид на јавниот сообраќај и на електричната енергија. Тајфунот го погоди источното предградие на Токио пред зори со најсилен ветер забележан во историјата, со брзина од 207 км на час. Властите ги предупредија жителите од оваа област, каде што живеат над 36 милиони луѓе, да останат во своите домови. Според последните информации, загинала една жена на околу 50 годишна возраст, а се повредени десетина лица. Над 130 летови се откажани, а затворени се и бројни железнички линии.
Во поширокото подрачје на Токио дури 920.000 домаќинства останаа без струја, вклучително и целиот град Камогава. Над 5.000 луѓе се евакуирани, од кои повеќето во туристичкиот град Камакури, јужно од Токио. Времето денес беше сончево со мала до умерена облачност. Во попладневните часови имаше локална нестабилност проследена со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Температурите се движеа од 13 до 25 степени. УВ индексот изнесуваше 6. Времето утре ќе биде сончево со умерена облачност и со слаб до умерен ветер од променлив правец. Утре во попладневните часови ќе има локална нестабилност со појава на пороен дожд, грмежи и засилен ветер, претежно во западните делови. Температурите ќе се движат од 14 до 27 степени. УВ индексот ќе изнесува 6. Тоа беше последната информација во вестите. Ви благодариме што не следевте. Пријатно.